Ако пекарите се воени профитери бидејќи бараат разумна дебата и заедничко решение за цената на лебот, тогаш државата спроведува советско-болшевички методи, реагираа денес од Асоциацијата на пекарите. Ние само сакаме позитивен модел да извлечеме од околните земји, како тоа се работи за да се одржи цената на лебот. И последна работа, ние овдека говориме нели за основните производи. Тоа се двата бели видови лебови, а ние сега слушаме сега на сите производи да се намалат цени, не основните. И плюс тоа нели слушнавме некои навредливи зборови, ние може да одговориме нели дека на тоа како бевме воени профитери, ова се советско-болшевички методи за ограничување на цена. Од друга страна, полемиката дали и до кој степен државата може да влијае при одредувањето на цената на лебот за експертите дискутабилна и може да ги предизвика следните реперкусии. Може да бидат повеќе кратни прво, тоа е добро од аспект на животен стандард на најсиромашните луѓе, бидејќи на некој начин ќе имат гаранција дека цената на лебот нема во следниот период да расте. Од друга страна, за производителите кои што не работат рентабилно, може да бидат истиснати од пазарот, односно да работат со загуба. И евентуално може да се спречи стапката на инфлација да на некој начин да се сопре таа инфлацијна спирала и да даде некои по-позитивни очекувања во идниот период. Поради сето ова, но и досегашното искуство, граѓаните во однос на цените на лебот се скептични. Какво намалување, вие? Колку го уредувате? Оно лебо е половин кило 30 динара, кило е 606 динара. Какво намалување? Не би рекла дека ќе се намалат, ќе си остане на истата цена. Нема ништо да се намале, се што е покачено, уште повеќе се покачува, не да се намале. Не се намалува. Па како што се намалува до сега цените, толку не брзо, ничи не очекувам. Не очекувам, не верувам. Дај Боже да се намале, ама не верувам.